Добро утро или добар ден, доколку сакате. Ве поздравувам на почетокот од ова ново продолжение од Фактор здравје, кое што знаете веќе во терминот од 10 часот и 15 минути, секојдневно ви носи на нова доза на информации во контекст на нашето мото "Мислете на себе". Од денеска повторно ќе стартуваме и ќе продолжиме рубриката "Истражувањата докажаа", бидејќи лично мене ме испровоцира синоќешната одлука на Шведскиот комитет за доделување на Нобеловата награда, токму во категоријата психологија и медицина. Еве ги добитниците и како доврзување на тоа темата за денеска. Имунолозите од Соединетите Американски држави и од Јапонија, Джеймс П. Алисон и Тасуки Хонџо, се годинешни добитници на наградата на Нобеловата награда во областа на медицината. Тие добија наградата за откривањето на лекот инхибитори кои што се проверувачи на некој начин на состојбата кај канцер болните и стопирањето на растот на малигните клетки. Ова се надоврзува на фактот дека имунолошкиот систем, кој според публикациите на Светската здравствена организација е клучен за здравјето на секој човек. Затоа имунолошкиот систем или имунитетот треба постојано да се јакне, а не само при негов пат. Клучно во текот на сите 365 дена од годината е внесување на правилна и здрава исхрана. Покрај овошје, зеленчук и растителни влакна потребни се и додатоци во исхраната од типот на витамини, минерали или комплексна формула како што е Г132 плюс Натурал. Позитивните мисли, дружењето со луѓето и социјалниот аспект од животот и тоа како го зголемува здравјето, додека пак лошите мисли и депресијата како најчесто ментално пореметување го забавува растот на имунолошкиот систем и може да доведе до несакани состојби и болести. А многу пати во Фактор здравје сме зборували, ќе подсетиме дека она што го правиме во младост или на млади години и тоа како ни се враќа во поодмината возраст или во староста. Она што е важно и најважно би рекол е покрај во детството и во младоста да се јакне имунолошкиот систем и да се работи на негово подигнување како гарант за стабилен живот и здрави навики. Токму денеска во Фактор здравје, зборувајќи за имунолошкиот систем или скратено имунитетот, ќе зборуваме на тема здрав имунитет и висок имунитет за здраво детство. Ќе ви објасниме што тоа значи и на кој начин може да се превенираат токму овие настинки, вирози кои што се веќе актуелни и нормално ќе добиваат повеќе на замав, би рекол, со оглед на променливото време. Сите овие аспекти и вашите прашања во продолжение денеска на мој и ваше, се надевам задоволство, ќе ги добиете како одговор од доктор Ангелчо Андоновски, специјалист педијатар и воедно раководител и директор во јавната здравствена установа Институт по белодробни заболувања кај децата во Козле од Скопје. Добар ден, доктор Андоновски, добро дојдовте. Како сте? Добар ден, ви благодарам на поканата. Секој пат ми е драго што сум вас гостин и што можеме на гледачите да им ги кажеме сите работи, нејасноти, за да сме во служба и во корист на дечињата на Штиднина. Да, ова ни се надоврзува сигурно со одлуката на Шведскиот комитет за Нобеловата награда за која што зборував. Посакувам убаво да се чувствувате, а по блокот реклами ќе го почнеме разговорот и ве поканувам и вие да ни се придружите во Фактор здравје. 20 години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Г132 плюс Натурал е мојот избор. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Zašto ste cijeli život na dijeti, a niste uspjeli postići svoje željene rezultate? Probali ste sa smanjenjem kalorija, izbacili ste masno, jeli više voća, žitarica, ali nije bilo dugoročnog efekta. Vrijeme je da probate nešto sasvim drugačije, staviti masti u fokus vaše ishrane.
Predstavljam vam liposukcijsku ishranu, jedinstvenu dijetoterapiju sa kojom možete skinuti 7 do 10% od svoje početne tjelesne mase za samo 2 nedelje i to bez gladovanja. Zato krenite odmah i učinite nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилијарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055 333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Г-Kids. Добро е Г-Kids да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настапи. Г-Kids значи силен имунитет, Г-Kids е здраво детство. ДНА Анифарм, групација 5, трговски центар Капитол. Нашите знања и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди, консултации и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, трговски центар Капитол. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. На тема силен имунитет за здраво детство, денеска во Фактор здравје, уште еднаш на ваше и мое задоволство, ќе го представам вашиот и мој гостин. Тоа е доктор Ангел Чандоновски, специјалист педијатар и воедно директор во јавната здравствена установа Институт по белодробни заболувања кај децата Козле од Скопје. Ги отвораме и двете линии за ваши јавувања и ваш интерес на 6091-925 и 6091-924. Пред да зборуваме за имунитетот и да ги објасниме аспектите, јас прво сакам јавно да ви честитам за добивањето на акредитацијата, која што ја добивте како врвна институција докажана и што пред се таа значи за вас и што за пациентите или родителите на вашите пациенти дополнително им дава како услуга. Ви благодарам на честитката, ви благодарам за убавите зборови. Ова означува многу голем момент за нашата институција. Ова означува голем момент буквално и за пациентите кои што доаѓаат да се лекуваат во болницата. Во кратки црти, што означува една акредитација? Означува дека болницата ги исполнува сите услови на една модерна европска институција која што може да лекува, превенира и следи секој вид на болести со кои што ние се занимаваме. Тука се и како втора ситуација или втор момент во целата работа е и апаратурата која што ја модернизиравме и гледаме да таа сме во постојан тренд за да може да работат моите колеги, да можеме сите ние таму да работиме и да помагаме на луѓето. Ќе спомнам само на кратко дека од Добротвори болницата виде многу убавини и тие мислам дека тоа ќе го осетат бидејќи тие се тие. Евролинк направи донација за доопремување на интензивна нега кај нас во болницата, со што би се комплетира, било буквално комплетизација на целата установа, да имаме една интензивна, модерна интензивна нега, каде што ќе можеме да не се стравуваме ако дојде до влошување на едно пациентче. Сакам да кажам дека акредитацијата означува многу, означува европски стандарди, за во една ваква државна установа, поготово детска установа, и единствено од ваков тип, како Институт за белодробни заболувања, кај што знаеме дека сме го збореле повеќе пати тоа дека белодробната патологија кај нас е најзастапена и кај дечињата нормално можеме да им помогнеме и можеме да им пружиме баш квалитетни услови и една квалитетна здравствена услуга. Министерот беше, добивме и доста
опрема од донации, беше на отварањето кај нас, таа опрема која што е диагностичка функционира, значи имаме нов модерен апарат, рентген апарат кој што е со помало зрачење, значи ги штитиме на некој начин дечињата, добивме ехо апаратура која што е за диагностика многу есенцијално битна, значи со повеќе типови на сонди, каде моите колеги непречено работаат, нели во сите патологии кои што сакаме или диагностички моменти за да ги утврдиме, така да мониторите само да ги спомнам како пациент монитор кој што ги водиме дечињата, комплетно опремени соби со секакви услови за еден убав и коректен престој. Можам да кажам дека како пандан можеме да бидеме и да конкурираме буквално на сите приватни болници во нашава држава. Оно што сакам да ве прашам, бидејќи ова и обврска, би рекол, од ваша страна за да ова ниво го задржите и надградите, нормално, бидејќи секогаш постои предизвики, знам, вие како човек и професионалец тоа непречено го работите. Моето директно прашање е кое што кореспондира со темата, дали силниот имунитет значи и здраво детство? Значи, точно, тоа не е грешка, вие сте сведоци дека наградата која што се доби од типот на истражувањата во имунитетот, иако имунитетот досега на некој начин ни беше научна фантастика, сакам да сум поопиплив спрема гледачите, да може да ја разберат целата ситуација. Целата таа комплементарна една ситуација, тоа е еден комплементарен систем на делување на одредени гени, антигени кои што внатре делуваат и го подигаат имуниот систем, кои што работат за нас, кои што ги уловат несаканите, како да кажам, натрапници внатре во нашето тело. Тоа е еден микросвет во кој што ние досега не сме навлегле, но медицината како се модернизира и техниката и науката, ние се повеќе навлегуваме во сршта на таа есенцијално битна гранка и есенцијално битен момент за еден здрав организам. Точно е дека еден здрав имунитет, ако има едно детенце здрав имунитет, ќе биде многу потешко нападнато од сите несакани причинители кои што може да му го нарушат здравјето, но треба да знаеме дека и таквите организми, и дури и најаките организми се постојано напаѓани од надвор. Ние не сме ставени во стаклена градина, ние не сме ставени во стаклено звоно, не можеме своите деца да ги заштитиме од играта со своите врсници и другари, да ги заштитиме од градинката, да ги заштитиме од сето она што значи контакт и комуникација со надворешната средина, која што знаеме дека у помодерното време со модернизација на општеството доста е контаминирана, не можеме да ги изолираме децата од се, така да ќе може само да превенираме и да го подигнуваме имунитетот на едно здраво дете, за да тоа биде стварно навистина здраво. Сигурно и во контекст на Нобеловата награда која што оди за имунолозите кои што ја добија од САД и од Јапонија, сигурно ќе потврдите дека имунолошкиот систем на некој начин стануваме свесни кога најлошото можеби некое малигно заболување ќе се случи, но за да не дојде до тоа превенираме и сакаме да укажеме дека уште од мали нозе тоа треба да се прави, да се гради, а тука се пред се одговорни родителите. Алудирам на фактот дека покрај терапијата за која што би зборувале и здравата исхрана, сигурно дека додатоците во исхраната нешто од надвор што ќе го подигне тој имунолошки систем, ќе биде сигурно бариера подобра и нема тие натрапници, како што рековте, да го нападнат тоа чувствително и многу кршливо детско тело. Би тргнал од самиот факт дека во помодерно време ние како родители, а и важи за сите родители, треба да ја развиваме и ја развиваме свеста за здрава исхрана. Самиот момент со здравата исхрана, тоест ако родителите сакаат да допринесат едно детенце да биде комплетно здраво, потикнувајќи го нели имуниот систем, тука можам да кажам, е готвењето на некој начин, гледањето да таа исхрана биде буквално сразмерна, да секој ден се употребуваат течности, да секој ден се употребува овоше, да секој ден се употребува зеленчук, буквално готвењето и како готвење да бидат вклучени, не брзата храна да изоставиме дека децата веќе треба да ги трнеме од брзата храна. Не можеме да ги спречиме дека тие нема да ја зимат или да ја купат надвор кога се во училиште и така натаму. Но да биде исклучок, можеби не правило. Исклучок, да не биде правило, да ние како семејства знаеме како порано функционирале нашите семејства, дека задолжително во нашата исхрана, можеби тогаш ќе кажат родителите, да сме биле поздрави, бидејќи тогаш имаше доста природна исхрана, сега веќе се... А и друго темпо на живот беше, да? Друго темпо на живот. Се колизираме со производството на ГМО исхрана, која што многу мора да внимаваме на неја. Не викаме дека не е употребувана, е употребувана кај нас, но овошјето, зеленчукот и оние баш храни кои што ние како помали не сме ги сакале, ќе ги спомнам тука грашокот,
боранијата, гравот и така на сето тоа треба да биде еден составен дел дури на најмалите дечиња и самото воведување во исхраната и да биде тоа како еден правилник за здрава исхрана. Тоа е првиот дел од стимулацијата на имуниот систем. Вториот момент за стимулација на еден имун систем е физичката активност. Да, кај малите дечиња е друго. Додека ги гледаме дека се темпераментни така натаму и ние сакаме со игра да ги разиграме, да имаат постојано некоја физичка активност. Физичката активност означува подобрување на крвниот систем, подобрување на крвоносните садови, подобрување на целиот систем. Во имунолошката гледна точка, што значи подобра циркулација, значи стимулирање на сите оние антитела што ги имаме и антигени во нашиот организам да циркулираат побрзо и да стигнат и да допрат до најмалите, да кажеме, простори во нашето тело. Третиот сегмент од имуниот систем се гради со помош на додатоци на исхраната, можам да ги наречам, со помош на суплементи. Ние ги имаме и ги нарекуваме имуностимулатори, но и ги нарекуваме одредена група на имунодулатори. Пред да почнам да говорам само сакам да објасните што модулира, тоа значи дека нешто преобликуваат или нешто имуностимулатор на сите нас ни е јасно што значи дека со имуностимулатор ние стимулираме имун систем со вештачки добиени витамини и минерали кои што се внатре втиснати во еден одреден препарат. Нашиот пазар е како и сегде, мислам, во светот потиснат од многу видови на имуностимулатори и тоа маркетингот го прави, маркетиншки луѓето работаат на терен и така натаму за да гледат да им се продава како секој продукт. Но јас ќе кажам и апелирам до моите колеги да буквално приметат кој е одредено пациентче и дете делува одреден препарат. Значи да не бидат фиксирани само за еден препарат, бидејќи сите тие според субстанција, според се и новите и составот, новите научни истражувања докажа дека треба да има разлика во целиот тој суплементен систем кој што е како додаток на исхрана, дека треба ние да прочитаме на опаковката дека едно со нешто не иде. А кога станува збор за имунодулатори, што означуваат имунодулатори? Имунодулатори означуваат буквално еден вид на препарат кој што го менува имуниот одговор на одреден организам. Значи делува на тој начин да му го смени начинот на дејство на имунолошкиот состав, тоест на целиот оној комплементарен систем кој што се наоѓа во имунитетот. Тоест да делува по друг начин, не по оној по кој што е навик. На тој начин ги заобиколува одредените бариери и на тој начин попомага на тој организам и му делува. Јас само на стартот ќе спомнам, значи да не биде дека треба да не се внимава, него баш за да се внимава, ќе кажам дека постои во Македонија, конкретно кога станува збор за децата, еден имуностимулатор, значи кој што буквално може да биде пиен и употребуван од децата на секоја возраст. Значи имаме таму од до, ние напишано е буквално и во самата рецептура се станува збор за Гекиц. Мораме да го спомнеме бидејќи е многу пријатен и вкусен за децата за да може да го користат. Сум го пробал како лекар, специјалист кој што има доста голем, и вие имате мали деца, како родител, за кој што буквално знам на моите деца што сум им давал, дори големиот ми е спортист, па и на него му истото му го давам тој Гекиц. Буквално таму е застапена на цела палета на стимуланси, витамински и минерални, кои што навистина му дават поддршка на организмот. Студиите, постојат студии, значи, за Гекиц, мислам дека секој родител може да ја најди, да ја прочита студијата, што се има во него како состав и суплементарниот дел, кој што навистина за нас лекарите многу означува и на некој начин ни потпомага да може да ни биде како додаток и на самата терапија. Значи, тој нема контраиндикација да биде било даден со било каква друга терапија, која станува збор барем за оној дел кој што е, да кажеме, респираторни заболувања, тонзилофарингити, риносити и така натаму и така натаму. Или кратко кажано инфекции на горните, односно долните дишни патишта. И доктор Андоновски, во овој прв дел само како заокружување на Гекиц и вашата препорака и искуства, дали ќе се согласите и дали може да се употребува како што и препорачува Светската здравствена организација 365 дена во годината, треба да се јакне
имунитетот. Не еве конкретно сега кога е, би рекол, најекстремен преминот на температурите. Јас ќе кажам малку по-различито, бидејќи клинички оддел, тоест болнични оддел, ние го водиме како клинички, како педиатри кои што работат во болнична установа. Не зборам за колегите ван болнични, бидејќи тие колеги сигурно знаат дека можат буквално да кажуваат и да го препорачуваат 365 дена нели на децата. Еве се нека биде ова еден потик за да ние немаме токава гужва горе кај нас која што веќе е создадена. Знаеме каков период. Буквално на родителите во нашата установа поделивме еднашка ГКИЦ благодарение нели на соработката со самата компанија која што сето тоа го работи. Нормално откако донесоа студии, нормално откако тие студии беа прочитани и докажани и ние го испитавме како вкус, како мирис и како чувство кај децата дали го бараат повторно. Еве ќе кажам да, тоа се случи и сите дечиња кои што беа тогаш хоспитализирани во тој период си однесоа по едно кутивче и дома. Еден момент ќе спомнам. Во овој период многу е потребно, бидејќи имаме период на променливи и варијабилни температурни разлики, да навистина како родители знаеме да ја продолжиме таа стимулација на децата, тоест да имуностимулираме, да ги правилно исхрануваме и да буквално овој препарат биде застапен, баш буквално, можеби не 365 дена, нели, бидејќи навистина нели ќе дојде како еден вид на чекин, нели, у целата ситуација, но да го давам именно китс постојано на децата кога и тие сами да го побараат. Бидејќи нема мерка, нема предозирање, не постои кај тој препарат ништо за разлика од X препаратите што се наоѓаат во етерот. И кажавте дека добро е што се раствара во вода и може да се пие како сокче. Па баш и Светската здравствена организација кога го апровирала, кога го одобрила, знаела што значи самиот препарат, значи тоа не е дојдено еди како си, него е после доста научни студии уведено да и Светската здравствена организација го препорача токму овој продукт. Не некој друг па да го верифицира, него баш збориме конкретно за ГКИЦ како продукт кој што е препорачан од Светската здравствена организација. Ви благодарам, докторе, за овој прв дел од разговорот. По блокот реклами ве поканувам да останете со Фактор здравје и да ги слушнете останатите аспекти во однос на темата и она што е најважно би рекол, се советите за овој период од годината кај децата. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен, се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти. Подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е Г-Натурал, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. Сузана, дивно изгледаш, те били по сукцијска исхрана видно пријела. Колку си скинула? 15 килограма. И што е најважнije, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко, пази што едеш и ништо ти се неќе врати. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку. Безболно со екзајмер лазер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Неплодноста е проблем за кој што ние во Newborn Clinic нудиме решение. Следење на бременост. Минимално инвазивни интервенции. Модерен и комфорен амбиент. Современа ембриолошка лабораторија. Инвитро во соработка со фондот. Тимот на Newborn Clinic се бори за секој нов живот. Силен имунитет за здраво детство. Г-Kids.
Добро дојдовте во вториот дел од Фактор здравје. Зборуваме на тема силен имунитет за здраво детство, а бидејќи во режија имавме неколкумина јавувања во контекст на имунитетот, да одговориме кај повозрасните лица, како паралела или пандан на Г-Kids, го препорачуваме Г132 плюс натурал, кој што е силен антиоксиданс, имуностимулатор и имуномодулатор, составен од 5 природни состојки по јапонска формула и достапен е во сите аптеки низ Република Македонија по цена од 1100 денари, колку што чини една 15-дневна терапија. Доколку сакате и вие да мислите, а и треба да мислите на вашето здравје превентивно и како подкрепа на медикаментозната терапија, слободно земете го Г132 плюс натурал. Денеска зборуваме токму на споменатата тема, уште еднаш да го представам гостинот, со доктор Ангел Чандоновски, специјалист педијатар и воедно директор во јавната здравствена установа Институт по белодробни заболувања кај децата Козле од Скопје. На 6091925 и 6091924 и натаму ги очекуваме вашите јавувања и вашите прашања. Бидејќи зборувавме и кажавме дека веќе дел од вашите капацитети се исполнети во однос на патологијата, што е најактуелно, на што најмногу се жалат вашите пациенти? Нормално дека почетокот на школската година ни донесе целата ситуација да биде нормално очекувана, да се појават голем број на вируси. Само да знаете дека постојат над 200 вируси кои што перзистираат во светот и кај нас. Ние како поднебје обично знаеме кои се тие вируси. Тие вируси кај нас се инфлуенцата, инфлуенца А и Б, параинфлуенцата, синусијалниот вирус и така натаму, кои што ние сме спремни и подготвени. Но со циркулацијата на општеството и доста гости кои што ни доаѓаат од надвор, например да кажеме конкретните во трговските центри кај што е затворена една средина, имаме појава и на некои вируси кои што воопшто ги немаме кај нас имано до сега, ама веќе се појавија и нормално се е тука. Благодарение на опремата, благодарение на лабораторијата која што имаме кај нас горе во нашиот институт, во нашата детска болница, можеме да констатираме за кој вирус станува збор. Можеме спрема тоа да одредиме. Само да знаете дека за вирусот, освен имунолошкиот систем, поттикнувањето на имунолошкиот систем, не постои лек за вирус. Постојат антивиротици, но тоа веќе кога станува збор за вируси кои што се од многу по-различит карактер, да не ги спомнуваме тие, не е тема. Но нешто се најфреквентни за нив нема лек. Да, за нив што нема, значи конкретен лек, значи таму идеме директно со имуностимулаторите, имунодулаторите, со подобрување на исхраната, со подобрување на целокупниот систем, со подобрување на физичката активност, само како да буквално се од нив отрнем. Да, горе-доле сите вируси се со иста или слична клиничка слика. Тука се високите температури во одреден момент, значи не секој пат, но сепак може да дое, кој ќе дое до буквално истоштување на организмот. Тука е кашлицата, појава на кашлицата, појавата на иритантни состојби, појавата на промена на самиот тремор на организмот. Значи горе-доле сите ни се со еднак таква иста слика. Кога станува збор за бактериите, исто така ќе кажам дека со опремата која што ја поседуваме и микробиолошката лабораторија која што се наоѓа кај нас, се прават антибиограми, значи конкретно кога се сомневаме за некоја појава на баш бактерија која што дава високи температури, обично тоа се гнојните ангини, стрептококата е најчеста, само да си знаете, дали била во нос или во грло, постојано сме во допир со неа. Значи таа буквално циркулира и меѓу децата, размената, исто и родителите, и ние сме тие кои што носиме на себе одреден дури не се не знае кој на кого ја пренесува, може би. Не знаеме, но нормално дека ние функционираме и флуктуираме низ оваа средина и ние носиме на своите деца. Не само тие на нас, него тоа е еден ланец кој што е непрекинат. Да, определуваме според антибиограмата за која бактерија станува збор и соодветно делуваме врз таа бактерија, односно кога ќе треба да биде употребен антибиотик, ќе биде употребен антибиотик. Не секој пат сме присталици на давање злоупотреба на антибиотиците, бидејќи денешното модерно време доведе до злоупотреба на антибиотиката, но наму каде што веќе мора да биде дадена за да еден организам го извлечеме во еден вид на пад на целиот клинички момент, тогаш мора да го дадеме антибиотикот. Кога станува збор за вирусите, знаеме дека тие мора да си ги на некој начин издржиме и да поминат и да го истераме сето тој период и да даваме буквално секва вид на превенција, од витамин С, од парацетамоли, од ибупрофени, од имуностимулатори, имунодулатори, од добра исхрана и така натаму и така натаму.
Треба да знаеме дека вирусот на некој начин го ослабнува самиот организам, бидејќи доведува до пат на еден здрав организам и до имунолошкиот го напаѓа имунолошкиот систем. Треба да знаеме дека подоцна можна е еден вид на, ќе се изразам со едноставен збор, накалемување на некоја бактерија. Значи, кога еден организам ќе ослабне додатно после една вирусно напаѓање од страна на вирусот, доаѓа да добие баш буквално некоја си бактерија. Тогаш родителите обично се чудат зашто пак повторно моето дете е пак во болница и така натаму. И може би посериозна клиничка слика од претходно. Откако го лекувам и ние тука баш буквално мораме како стручњаци да им објасниме зашто става збор. Нормално дека до сега на многу наврати гостувајќи кај вас медиумите, сакам на родителите да им кажам дека не е потребно додатни прашања ако ние доволно им објасниме зашто станува збор. Апелирам и до своите колеги да им објаснат конкретно зашто станува збор, за да не бидејќи секој не може да биде лекар, нели тоа е дадена ситуација да одреда група у државата, одреден слој стане лекар кој што ќе се потруди да буквално еве како ние педиатрите да ја гради иднината, да ја чува здравјето на едно општество, тоа сме ние тие чуварите кои што тие го правиме, да им објаснуваат на пациентите за што станува збор. Мислам дека доброто објаснување ќе им потпомогне да и во наредна прилика која ќе дојде до појава на одредени несакани заболувања кај нивното дете или од симптоми кои што може да се појават, да ги препознаат, да не трчаат одма на лекар, него буквално сега нели или да не трчаат веднаш во козле кај вас, нели? Да, на некој начин, него кога ќе веќе видат дека таа клиничка слика се продлабочува и продолжува, тогаш да се јават кај нас. Зашто? Пред нас филтер имаат приватните педиатри, односно педиатрите кои што примарните матични педиатри, кои што на некој начин првично ќе треба да пробаат на одреден начин, се знае кој е тој начин, да можат адекватно да делуваат врз таа состојба. Па подоцна, доколку видат да нека таа состојба не се исправа, тогаш родителите се појавуваат кај нас. Ова го кажувам за да не настане некоја си комплетна паника, бидејќи сега периодот што ни предстои е навистина период кај што ние во нашата болница, кој што има 91 легло за деца и 91 легло за мајки, ќе биде преплавено. Нормално дека ќе се обрне внимание на секое дете, да се разбереме, ние сме спремни и подготвени за сето тоа. Моите колеги постојано во текот на целиот ден имаат можеби над 100 прегледи. Хоспитализациите гледаме да се многу помали, да им кажеме ајде прво да се ова си состојба надвор малку среди, бидете дома, не лежите во болница и покрај сите оние услови кои што ние ги пружаме да имаме секаква заштита од типот на HEPA филтри, од типот на ионизатори, од типот на прочистувачи на воздух, не секој пат она флуктуација на вирусите и бактериите из болницата не може да го зафатат еден друг организам кој што има нешто друго, па да му накалемат, еве да кажам, нешто поспецифично и тука да настане целата компликација. Но сепак, ние сме тука, постоиме за децата, постоиме за нашиот народ, да може во секое време да дојдат и да побарат помош кај нас. Родителите мислам дека се свесни, помодерни родители веќе учат да можат да прашат, се јавуваат и на својот лекар. Сега како да направиме, температурата е толку и толку, лекарот ќе каже дајте прво превенирајте, дајте ќе идеме по природен пат, ќе дадеме чепче доколку станува збор за дојанче и за мало бебенце, дајте чепче, доколку детето исто изиритирано преку уста се дава исто чепче, можам да го спомнам. Значи дали од парацетамолски вид не е никаков проблем. Доколку може да пие, тогаш е најубаво лажичката, системот лажичка да биде дадена на уста за да може да се функционира. Не ги двојам, парацетамол действува кај одредени деца, ибупрофенот кај други деца, све може ние како родители тоа да го осетиме и почувствувам. Исто и кај лекарите, кога едно дете веќе повеќе пати кои ќе го видат, веќе си го познаваат својот пациент и знаат кои препарати му делуваат. Затоа и напомнав кога станува збор за имуностимулаторите, имунодулаторите, дека не на секое дете действува одреден, да кажем, имуностимулатор. Сигурно. Туку самиот лекар треба да препознае кај кое дете што и како делува. Оно што сакам уште да ве прашам како за окружување на овој разговор, а и знам од вас педиатрите секогаш, буквално секогаш се борите оние горни респираторни инфекции да се
нели случаи или да пробате да не се спуштат на долните дишни патишта, бидејќи таму се поголемите, да речем, компликации. Секој пат во 90% од случаевите веќе кои ќе видиме ние една клиничка слика дека тоа дете има едно течење на нос, дека има наринореја и така натаму, делуваме на следниот начин, правиме бриз на нос. Самиот бриз на нос не насочува за која бактерија на грлото нормално и дали е спуштена таа. Не сакаме да дозволиме компликација, тоест спуштање во долните парти, тоест појава на долно-респираторна инфекција да се деси, да таа бактерија проминира надолу во самиот дишник и во белите дробиви, значи трахејата на самиот старт и да направи поголема компликација. Затоа гледаме да на некој начин го спомнеме и тоа боле спречити него лечити, да се изразам на друг јазик, но сепак гледаме да буквално биде фатено се во самиот старт. Родителите веќе се свесни, гледат дека доколку се искомплицира целиот проблем, тогаш ја бараат помош од кај нас. Мада има и секакви, нели како да кажам, моменти да ни доаѓаат и онака чисто ајде да провериме и крвна слика. Тоа се случува, морам да го спомнам бидејќи не сакам да наше општество живее во некоја си магла, дека и тоа се дешава кај нас и ние сме буквално, како да кажам, фрапирани, но тоа е тоа, мора да се помогне на секое дете и треба да се помогне на секое дете. И оно што го рековте на друг јазик со ваш вокабулар да се изразам, подобро да се спречи отколку да се лечи, го споменавте ГКИДС како имуностимулатор, докажан имуномодулатор, не само за родителите и би рекол и за бабите и дедовците кои што во голем дел се грижат за внучињата, за иднината на оваа држава, наместо можеби некоја шеќерна работа да купат токму нешто здраво, кое што ќе им го поттикне имунитетот и како што рековте ќе превенираат или ќе ги ублажат симптомите за да не дојде до поголема компликација. Каква адјувантна терапија, јас го препорачувам и стојам за тоа, бидејќи една светска здравствена организација која стои за тоа, не можеме ние како стручњаци да опонираме кон таква констатација, кон таков момент и научно докажана ситуација, дури и пишана во светските и публикувана во светските наши медицински списанија и вебсайт. Стручни јавности во целина. И пред да ви се заблагодарам, доктор Андоновски, уште би ве прашал во оваа цела ситуација, бидејќи рековте го очекувате бранот или оној пик и во однос на вирозите и бактериските инфекции, дали дечињата да се изнесуваат, дали да се отвара прозор? Слободно. Бидејќи тоа е нешто што нели не може во стаклено звоно да се напоменав и дека и сега како ќе дојде и грејната сезона, нели со време, треба да сме пак свесни, нели да нели она веќе мислам самите власти така да најдат некој начин на искоренување на сето тоа загадување колку можат. Ние веќе на некој начин станавме и навикнати, привикнати, веќе сепак не можеме да го смениме Скопје котлина. Маглата постојано ќе си лежи над нас, нема да дозволува нели да искачам, но сепак мислам дека може да се најде, еве гледам дека сега веќе имам и автобуси од типот на електрични, гледам дека доста луѓе купуваат и хибридни возила и така натаму. Мислам дека полека се работи на таа проблематика, а и ние сме свесни какви горива користиме. Значи конкретно користењето на електричната енергија, користењето еве сега модерно на панели, на производство на некој начин на електрична енергија, мислам дека со тек на време ќе дојде до промена и на овој да Скопје не биде загадена метропола, слободно децата може да бидат изнесувани надвор барем у периодот кога нема да биде најзагаден. Само да ги подготвам родителите за престојниот период. Да, и ова само да не биде локализирано на Скопје, уште да споменеме дека вашиот институт прима деца од буквално од цела држава. Добро дојдени се, нели? Не да може доколку има ситуација, но Институтот за белодробни болести Козле со својата визија која што еве буквално и вие сами гледате дека ја градиме и ја надоградуваме секој ден и гледаме да го оствариме сонот. Сонот на детската болница Козле навистина стане регионална детска болница Козле. И денески и од многу одавна, децени наназад, сите случаеви од цела Македонија се носат во Козле. Истото темпо и ќе продолжи со поголем интензитет, бидејќи да треба да се знае дека не секој пат колегите од внатрешноста може така да ги решат. Затоа сме ние институт за белодробни заболувања и ја опфаќаме специјализирани за тој дел, но сепак болницата Козле ќе стане прва
детска болница во државата. Да, ви благодарам, доктор Андоновски, за вашето учество, за информациите, уште еднаш честитки за добивањето на сертификатот и продолжете со тој стил и темпо и повторно ве чекаме во Фактор здравје. Ви благодарам, секогаш ќе бидам ваш гостин, бидејќи само вие како медиуми можете да пред јавноста објасните и покажете ви кај еминентни стручњаци во вашата емисија за тоа што значи всушност здравјето и дека здравјето е најбитен сегмент на еден човек и на едно општество. Да, ви благодарам уште еднаш и секое добро ви посакувам. Доктор Ангелчо Андоновски, специјалист педијатар, и тимот на неговата болница, каде што раководи е директор, а тоа е јавната здравствена установа Институт по белодробни заболувања Козле од Скопје, ви стојат на располагање за решавање на вашите евентуални здравствени проблеми. Ви благодарам и за вашето внимание денеска во Фактор здравје, со најава дека утре повторно ве чекаме овде на исто место. До тогаш пријатно и имајте убав ден.